Ако веќе градите згради, тоа нека бидат за социјалните случаи. Ако веќе вработувате, тоа нека бидат работни места за македонските граѓани. Порачаа градоначалниците на Крива Паланка, Пробиштип и општина Илинден, кои уште еднаш побараа владата да ја отфрли стратегијата за интеграција на мигрантите и бегалците во земјава. Како општина внимателно го разгледавме овој проблем и мислиме дека не можеме да дадеме позитивно мислење во однос на оваа стратегија, односно даваме негативно мислење. Целта на целата за тоа е затоа што Република Македонија прераснува, значи, од транзитен центар во место каде што емигрантите ќе се населат. Веќе еден месец од јавната расправа на оваа тема, како ниту министерката за труд и социјална политика Мила Царовска, ниту пак премиерот Зоран Заев не се појавиле во салата за да дадат одговор на спорните прашања кои што ги наметна оваа контроверзна стратегија. Во нивна одбрана во отвореното студио на телевизија Нова зборуваше пратеничката на СДСМ Фросина Ременски. Мерките се исти. Не се апсолутно. Можеме да ги споредуваме, колега Ѓорчев, колку сакате, меѓутоа ќе видите дека само временската рамка е различна. Инаку по однос на предвидените мерки е исто. Тие 200.000 лица за кои што вие зборувате треба да добијат статус доколку го бараат. Погледте. Вие зборувате за хипотетички ситуации. Стратегијата предвидува изградба на околу 100 згради каде што би живееле мигрантите, бесплатно образование, вработување и семејно соединување на територијата на земјава. Сепак, говорниците на јавната расправа остануваат на ставот дека крајна цел на овие лица не е Македонија, туку некоја од поразвиените западноевропски држави.